Лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов со нас во ова интервју. Добре дојдовте. Добро ве најдовте. Деноиве интензивна агенда, да не треба да се честита докаде е реконструкцијата на власта. Има ли некои новини? Па не сум јас вклучен во реконструкцијата, ние посредно преку медиумите првенствено сме информирани. Бевте директно на таа лидерската со лидерите, да. На средбата со Ковачевски. Ковачевски ја отвори таа тема. Меѓутоа, дека има размислувања, има идеи, дека се уште не преговарале. Така да, после тоа се отвори широка расправа околу сите тие прашања што ги презентираше председателот на владата, околу активностите, резултатите во текот на 2022 година, кои се приоритетите во текот на оваа година сега. И при тие разговори, да речеме, имаше дискусии по различни теми, но првенствено тука беше главната тема или вниманието свртено на можното проширување на парламентарно мнозинство. Јас го застапував мојот став или ставот на Демократскиот сојуз. Вие сте изричито не. Значи, јас сум изричито да се почитува амандман 6 од Уставот на Република Македонија, во кој сосема јасно стои дека власта или композицијата на власта мора да биде одраз на граѓаните, односно на етничката застапеност. И дословно стои тамо дека мора да имаме соодветна и правична застапеност на сите, значи на гласом на сите етнички заедници во власта, вклучително и во и другите институции. Значи за тој принцип, јас тој принцип го афирмирам, бидејќи сега како што стојат работите, прво тој принцип се наруши со актуелната влада, бидејќи имаме 8 министри од албанскиот политички блок, 8 од македонскиот политички блок. И наместо 24,53 или 25% да држи тој блок, тие сега се со по број на министерства с 50-50. Значи веќе е нарушен. И сега фали само еден за да превагнеме. И сега апсолутно не е прифатливо, бидејќи за жал ние така сме конструирани и компонирани како држава, согласно Охридскиот рамковен договор. Решението тој договор се преточени во Уставот, уставни решенија, не е само амандман 6. Во многу решенија, речеме, кај што има права да предлага председателот во судски совет, во другите институции, вика соодветна правична застапеност, да води сметка за составот на населението. Значи, сега се нарушува тој принцип, се нарушува правилото на Бадентер, се нарушува балансот или балансерот за прием на работи. Значи, овие принципи дефинирани во Охридскиот рамковен договор, дуи и другите политички партии апсолутно не ги интересира тоа. Сега одат на тоа дека клучно е во парламентот која политичка партија колку има пратеници, врз основа на тоа се компонира сега владата. Но овој преседан што сега тие го афирмираат и кажува дека тоа апсолутно не е битна етничката припадност на министрите, на вистина е битно. Ние овде сме поделени партиите кои застапуваат, автентично ги застапуваат интересите на соодветната етничка заедница. И тука е проблем. Камо среќа ние да сме граѓанско општество, па апсолутно да не е битно која политичка партија ќе има 61 пратеник, па да формира влада од најспособните кадри. Кај нас не е таква ситуацијата. Кај нас, ако победи, речеме, некој блок од политички партии, каде што не се застапени албанските политички партии, што би било тоа, доколку речат, извините сега, овој принцип вие го сега нарушивте за соодветна правична застапеност, сега нема да партиципирате во власт, нити во другите институции, бидејќи тој принцип вие го нарушувате и го афирмирате и јавно објавувате, зборувате дека тоа е во ред. Значи, јас настојувам овој сега преседан што е направен и што дополнително имаше веќе не во почна фаза, туку дополнително беа веќе дефинитивно беа тие работи распределени, за да се достапи уште едно место, не знам, дуи едно алтернатива и
на тој начин мислам дека тие основни принципи, основни постулати на кои што така не е воспоставена државата ќе беа нарушени, тоа ќе предизвика дополнителни проблеми од една колку толку внатрешна кохезија меѓуетничка ќе се наруши, бидејќи кај македонците постат веќе фрустрација, незадоволство, коментари, реакции. Тоа треба да го надминеме. Значи, улогата на тие што се во политиката треба да водат сметка за нашите национални и стратешки интереси и за внатрешната кохезија да не се наруши. Тоа е мојата заложба и затоа инсистирам. Инаку, кој ќе биде министер? Ако сака СДСМ, сите нека ги предложи од други етнички заедници. Не е спорно. Ама политичката агенда или стратегија на партиите, тоа са што ги застапат интересите на мнозинскиот македонскиот народ. Имаше спекулација дека СДСМ ќе го отстапи Министерство за правда, во медиумите ова зборам. Дуи, иако ми се чини дека целата работа започна оттаму, поради нивната несигурност во внатрешно политичките случувања, огнените и така натаму, значи мудро молчат. Сега алтернатива можеби ќе биде колатералната штета и на нив ќе им се земе Министерството за здравство. Колку е тоа паметна математика? Па, мислам дека тоа е опасна математика, опасен преседан. Значи, дуи кој што врзоса на бројот на пратеници контролира или има министри, покрива 6 ресори, 6. Алтернатива 2 и плюс има едно место министер без ресор. Во услови кога имаме огромен расцеп во ДУИ, каде што најмалку 4 пратеници не го подржуваат Али Ахмети, односно барат реконструкција на владата за да бидат најмалку 20 министри заменити. Артем Групи и Осман. Бујар Османи. Така да тука е проблемот и сега во една таква ситуација наместо ДУИ да се прилагоди на актуелните состојби, рече добро, ни треба парламентарно мнозинство, овие 4 пратеници ако се повлечат, мада тоа никош не го најавиле дека нема да гласат за влада, за закони, дека нема да бидат дел од мнозинството, но превентивно предпоставам сака да го маргинализира или елиминира влијанието на така наречената огнена група и затоа сега инсистира да се прошири мнозинството, но да не биде на штета на ДУИ. Значи ДУИ треба да си плати цена затоа што во една ваква состојба практично ја ризикува позицијата на владата. Не може парламентот да функционира според нивните процеки, тоа огнената група не го кажува, него тоа да функционира нити парламентарно мнозинство, уште помалку пак влада, доколку не се прошири мнозинството. Ако е така, тогаш нека се проценат 2 министерства најмалку треба да ги отстапат. Дали алтернатива ќе излезе? Доколку тие... Да, но ако излезе алтернатива, што сме добиле тогаш? Па затоа викам, тој процес се усложнува сега. Има пратеници од парламентарно мнозинство кои што исто така гласно коментираат и во меѓусебните комуникации не се слушуваат за... Значи, точна е таа информација која што деновиве е лиферувана во јавноста, дека постојат поголем број на пратеници кои што ги застапуваат ваквите тези. Знаете, може би пратениците на СДСМ или СДСМ доколку навистина постои некакви внатрешни, да речеме, недоразбирани, ќе се консолидира. Али проблемот ДУИ останува. Проблем ќе биде алтернатива доколку во критично време кога владата практично падне, го изгуби мнозинството, сега тие сакаат да елиминира со тоа што барат клучното место за здравство да го преземат, да го отстапат на Алијансата. Значи, ја не сум против Алијансата. Тамо веројатно исто има квалитетни кадри, каде што секаде може да ги предложат. А би било чудо да речеме ДУИ, Алијансата, кои ќе предлагат, како што тоа го направи СДС, да предложат некој Србин, некој Црногорец, министер, македонец, да не се држат до етничкиот клуч, обавезно да бидат албанци. Тоа ќе покаже дека тие пошироко гледат, а не само да ги наводно ги застапуваат автентичните интереси на нивната заедница. Во суштина се работи борба за ресори, за влијание, за да можат да примат своји луѓе, за да можат да учествуват во јавните тендери, да не кажам во криминалот, корупцијата која што е токму во врвот на власта.
Така да сите тие аспекти мора да се јавно да се отворат тие прашања, за нив да се разговара. И се надевам дека оваа дискусија што се води во јавноста, првенствено со огромна поддршка од медиумите, дека тоа ќе го предомисли СДСМ и нема да отстапуваат дополнителни нови ресори кои што ги покриват партиите од другите етнички заедници. Свесен сте дека со изјавите деновиве го навлековте гневот на ДУИ. Еве, најдов една изјава од Арбер Адеми, кој што вашите изјави ги нарекува хејтерски, така прочитав, тоа го цитирам, и ви порачува дека сте против создавање на Сојуз за Европа, оти броите функционери албанци. Броите ли вие функционери албанци? Не, јас бројам партиите и композицијата на власта дали е одраз на етничкиот состав на населението, така како што ДУИ, како паравојна формација, кога го отвори конфликтот 2001 година, тоа го вградија во Охридскиот рамковен договор. И би било добро да се држат на тоа. Затоа што Охридски меѓународен договор, практично имаме сведоци и така натаму од странските дипломати, кога се подпишуваше, и на тоа нека остане. Ако е тоа решението, јас сум апсолутно за граѓански концепт на државата. Ама во праксата, ние знаеме што се случува. А тој фронт, Сојуз за Европа, што го најавот, тоа е, значи, една опасна... И за времето пред Ахмети и времето по Ахмет. Флоскула и манипулација со јавноста, дека, демек, прават Сојуз за Европа. Тие што не се за Европа, не се во Сојуз, се против Европа. Во Македонија постои и граѓански и политички консенсус околу тоа прашање. Сите сме за влез на Македонија во Европска унија. Но не на начин како што сега сакат преку тоа прашање да се манипулира. Тогаш кога е во криза, многу пати го отворив јас, и Каравари беше овде, и Беџети беше овде, така. Го отворив тоа прашање околу уставните измени, сакам да ја прашам нешто подолу, еве веќе го наметнувате. Отварањето на уставот, што придонесува тоа? Дали тоа на мала врата значи протнување на некои нивни амбиции и интереси? Имаше најави дека преку отварањето на уставот дека треба се разреши прашањето за вториот службен јазик, дека наместо граѓани што зборуваат друг јазик, а сочинуваат над 20%, тоа да биде албанскиот. Значи, веднаш постои, како да кажам, некој албанско, али не сакам албанците да ги навредам, али тоа го користат за некаков сојуз со Бугарија и да биде на штета на националните интереси на Македонија. Не верувам дека има тука некаков заговор, некаква конспирација, но така може да ги прочитате тие определби. Сега бугарите барат отворен устав, ама сега еве и албанците да барат да влезат. И тоа прашање мислам дека сега го тргна настрана, затоа што апсолутно не беше прифатливо, нити меѓународниот фактор ќе прифати сега да се менува уставот за разрешување на некои внатрешни прашања кој не е спорно, може за нив да се отвори расправа, дебата во некоја друга прилика и да се решаваат некакви отворени прашања, бидејќи јас сум приврзаник, сите отворени прашања се решаваат преку диалог, а не со конфликти. Значи имавме конфликт 2001 година, токму иницииран конфликт од тие што се веќе 20 години во власта. Тој конфликт ја врати Македонија 20 години наназад околу евроинтеграцијските процеси и сега да се промовира дека тие ќе бидат носички преку формирање на фронт. Тоа е, реков, голема манипулација. Ако има криза во ДУИ, тие треба се ја реша таа криза. Веројатно тоа ќе се одрези на изборните резултати, таа криза, бидејќи повеќе од јасно дека ДУИ ги изгуби изборите во Тетово за градоначалник, за Совет, ги изгуби изборите за градоначалник во Гостивар. Каде останува, каде што ќе има посериозно влијание ДУИ, тоа е големо прашање. Јас апсолутно немам намера да ја напаѓам или дискредитирам ДУИ. Сега зборуваме за овие актуелни состојби, визави некаков сојуз, фронт и така натаму. Јас тоа сосема јасно го кажав и на средбата со Ковачевски и тоа јавно го кажувам. Значи, никој нема монопол над овој процес за евроинтеграција. И не треба да ги делиме граѓаните кои се за, кои се против Европска унија.
таква поделба е крајно неприфатлива и опасна. Не треба да ги делиме партиите кои се за, кои се против, бидејќи нема политичка партија која што е против евроинтеграцијските процеси. Ниту една политичка партија, сум сигурен во тоа, нема да го попречи патот на Македонија. Ќе излезе што ќе протестира, со булдозери ќе го блокират патот за Европа. Мислам дека тоа е опасна теза и треба да престанеме. Наместо тоа директно и на председателот на владата и на сите други им укажувам дека треба да се разговара со опозицијата, да се отворат сите прашања, да се разговара и се постигне консенсус околу сите предизвици со кои што е соочена Македонија. Само на тој начин ќе одиме напред. Процесот мора да се движи. Еве конкретен пример ќе ви кажам. Сега е почнат скрининг процесот. Месец дена укажувам, апелирам и тек пред неколку дена срамежливо почна да се отвора процесот во Комисијата за европски прашања околу како се движи тој процес. Значи, тој процес мора да биде транспарентен, отворен, да бидат вклучени сите креативни кадри во државата, да бидат вклучени експерти од опозицијата, но пред се мислам преку парламентот, за да има континуитет. Ако дојде до промена на власта, да немаме застој во тие евроинтеграцијски процеси. Тоа е клучно, на тоа укажувам. Така да инаку нека коментираат кои сакат, тоа е демократија, секој може да даде коментар, но граѓаните треба да ќе проценат кој е во право и кој навистина ги штити нашите интереси како држава, како самостојна демократска држава. Јас сум за силен развој на демократските институции. Не ме интересираат овие партиски манипулации. Барам, освен скринингот, зошто не е топ тема борбата против корупцијата, против криминалот? Како не? Како не? Еве, како стигна Агелер, само таа тема се провлекува во јавноста. Корупција. Да дојде Америка да ни го решава, кажете која институција нешто презела. Ја ви предлагам сега системски промени. Треба заокружен ефикасен систем. Предлагам формирање на агенција за борба против тешки облици на криминал и висока корупција. Законот е готов, за некој ден ќе имаме јавна дебата и го доставам до парламентот. Ќе ги видам борците за криминал, кои што се сега декларират и во парламентот и пошироко во јавноста, да видам дали ќе го подржат. Дали ќе подржат независна институција, која што нема да трпи никакво влијание. Не може да се јави во премиерот или партијата на власт, значи хипотетички кажувам, не можат партии да влијат, бидејќи се формира борд од 12 или 15 универзитетски професори, од медиумите, невладиниот сектор, од адвокатите, од другите структури, ќе има и 20 пратеници, од кој еден ќе биде опозиција. Тој борд ќе го бира директорот со мандат од 7 години. Тој ќе ја контролира неговата работа. Тој ќе води постапка за евентуална одговорност на директорот, а не политичките елити. И пак ќе ви забележат, токму можеби тие борци за криминал кои што ги викате вие, и ќе ви забележи пошироката народна маса, затоа што тоа е уште една, ќе речат, тоа е уште една борба на Трајанов за функционерски места. Формирањето на таа агенција, закон како закон. Полни сме со закони, ама што се спроведува од тоа? Ова е единствена независна институција, каде што не можат партиите да влијат. Ние имаме сега 7 институции кои што работат на откривање криминалот. Какви се ефектите? Криминалот сега го разоткриви тоа тешките облици, новинарите, медиумите и невладиниот сектор. Токму во таа насока го зборам, го говорам ова предходното. Која е гаранцијата дека токму таа агенција ќе делува и конечно ќе се реши рак-раната во општеството? Ова институција, ако ја бира борд кој што не е партизиран, не е политички оптоварен, тогаш директорот ќе биде самостоен. Ќе има 30 врвни професионалци оперативци кои што ќе ги имат сите политички овластувања и што ќе работат на откривање на тешки и кривични дела. Тие можат да координираат работата на повеќе институции и ќе можат да преземат предмет, кој што да речеме го развлекува управата за финансиска полиција, не знам, разузнавање и така натаму, било која институција, тие ќе го преземат и ќе го сработат. Ние зборуваме само за кривични дела кои што ги прават носители јавни функции со значителна вредност. Таму е сумата многу повисока, дали е тоа ќе биде штета, дали ќе биде добивка или не знам вредност како. Сето тоа треба да биде со висока, да речеме, висока
вредност. Тоа е над 300.000 евра. Еве, суми. Кажете, кој ги контролира јавните набавки? Ако има јавна набавка од 20-30 милиона евра, такви имавме во праксата, новинарите пишуваат дека или опозицијата дека има тука корупција, ниту една институција не сме да ги провери работите. Оваа институција ќе биде со врзани раци. Агенција независна, самостојна како FBI во Соединетите Американски држави, али нема да открива тешки кривични дела сврзани за друг криминал, туку само врзано за бизнис и така натаму. Може нарко бизнис исто така да открие некоја голема афера што се случува. Тоа е суштината, значи таква една институција и верувам дека ќе добиеме поширока поддршка. Во парламентот ќе се видат точно партиите кои се за ефикасна борба против корупцијата, а кои се само за да создават галама во јавноста, ништо тоа да не се предизвика. Мислите дека оваа црна листа која што е најава американската амбасадорка ќе ги заплаши така наречените криминалци? Не, апсолутно не. Црната листа досега било пракса да се подготвя во соработка со домашните институции, домашните носители јавни функции. Да не се случи црната листа да прават актуелните носители јавни функции од една, друга, трета политичка партија. Тоа би било катастрофа. Тоа би било што не верувам дека тоа ќе досега имало таква пракса, се надевам дека ќе биде врз основа на сигурни податоци и информации, бидејќи не само амбасадата, тука сите служби на Соединетите Американски држави имат своји, да речеме, информации кои што независно ги проверуваат и би било во ред таа да биде издржана подкрепена листа. Во спротивно, тогаш мислам дека многу полошо би се искомплицирале состојбите во Македонија. Инаку, еве, биле повеќе мина Мендук Тачи, Лјупчо Ѓорѓевски, Никола Груевски, Сашо Мјалков во времето кој што на црни листи, каже какви последици тие луѓе имаат од тоа што се на црна листа. Можеби не може да патуват, дали е запленет капиталот, дали трпат последици, во било што, во политиката, во влијанието во јавноста, апсолутно не. Но за секој случај е добро, значи тоа навистина е исклучително добро што Соединетите Американски држави оваа тема ја ставија на врвот на агендата, што ќе притискат, но дали ќе имаме ефикасна борба ќе зависи од нашите институции и дали ќе имаме ние кредибилен систем, отпорен, значи на партиски бизнис и криминални влијанија. Ако не се воспостави таков систем, тогаш нема да има резултати. Тоа е уште една тема, значи реков, скрининг процесот, борба против криминалот и реформите во судството. Прават, не знам, студии, совет за реформи во правосудниот систем. Па кој ќе ги видите тие документи што ги подготвуваат, значи како да се препишани од Централниот комитет на Сојузот на комунистите. Норми и правила, кој ги почитува, затоа велам. Ако ние формираме, знаете, лош пример е специјално јавно обвинителство. Али ако го водеа луѓе стручни, имуни на криминална корупција, таа институција ќе успееше. Ова сега агенцијата која што од 2005 предлагам, не од сега, самостојна независна, и што е најважно, кога направив тој проект за декриминализација, војна против криминалот. Значи, вакви независни институции, бидејќи беше дистрибуирана на сите држави и земјите членки на Европска унија, добивме силна поддршка, али нашите политички елити го блокираа. Формираа таква институција во Србија, во Босна, во Црна Гора, во Хрватска, во Англија и во други држави. Во Словенија има некој микс, не е баш дефинирано како што беше пробитно проектирано. Значи, тие институции самостојни... На нашите не им се допаѓаше. Па не, еве ќе ви кажам конкретен пример. Кога го презентирав проектот и во парламентот и во јавноста држам исто така трибини, после тоа владата предводена од Никола Груевски донесе заклучок, формира работна група која што требаше да го подготви тој закон што сега јас го подготвив. Меѓутоа, по одредено време дал насоки на министр Маневски, му рекол, слушај, таа група треба да работи или да не го подготви законот. Ваков систем, тој ќе се однесува за сите, вклучително и за нас. Значи,
партиите што се на власт, луѓето што се на власт, не сакат да има независен систем што нив ќе ги гони. Тоа реков, нема институција која што сега функционира, а не е партизирана и која што може да отвори вистинска борба против криминалот. Криминалот не е општа флоскула. Криминалот го прават правенствено носителите на високи позиции. Нема организиран криминал ако не е вклучен некој од власта. Значи, организиран криминал и по дефиниција е дефиницијата на согласно Советот на Европа. Точно кажува дека мора во тој криминал се вклучени представници од власта. Дали е тоа владата, дали се директори јавни предпријатија, дали е тоа царината, дали е тоа полицијата. Видите сега, значи, целиот систем, целата држава ни се криминализира. И ако стварно и натаму само расправаме на пресконференции или не знам во парламентот, и се препукуваме преку соопштенија, тој се шири. Значи тој е класичен октопод. И јас затоа пишувам во образложението, значи треба со чекан силно да се удри октоподот во главата, а не да му се сечат краците. Инаку што е, значи не може овој народ да создаде толку колку што власта може да растури и да ограби. Значи не може толку да создаде. И затоа ние стагнираме. Значи криминалот полека, но сигурно ни ја јаде државата. И тие се приоритетите. Тие се три приоритети. А не да биде топ тема уставни промени. Еве, вие како медиуми отворите прашањето. 6 месеци од кога е усвоен франски предлог. Каде се предлозите? Каде се амандманите за уставни промени? Каде се консултациите стручни? Каде се тие барања што ги баравме да ги отворат тие прашања? Што се запре кај функционирањето на власта и за тоа дали ќе има реконструкција или не. Ќе се подржат или не. Тука се вртиме сега во тој силна пропаганда. Тој магичен круг. Силна пропаганда за уставни промени. Ај кажете кои сте. Полека, дајте да ги видиме. Дајте да видиме. Како оценувате изјавата на Мицкоски, вели никој нема добиено мандат на избори за да го менува уставот. И така е. Значи тоа е прашање сврзано сега, бидејќи да ги посам вашите гледачи. Кога дојде првиот француски предлог, првата верзија, невладиниот сектор, медиумите, голем број на политички партии рекоме дека не е во ред. Го отфрли и Пендаровски и Ковачевски. За после недела дена го прифати со некакви дополнувања. Што е огромна грешка на владата, тоа што не прифатија компромисни заклучоци. На иницијатива на ВМРО, ДПМН, на Демократски сојуз и други партии формиравме парламентарна работна група која требаше да работи на формулација на можните заклучоци по повод францускиот предлог. ВМРО, ДПМН предложи една верзија на заклучоци, СДСМ друга, Демократски сојуз трета верзија. Требаше да се работи тоа, Маричиш имаше таква врска, они го баталија. Јас ги направив сублимирани заклучоци кои добија поддршка и кај СДСМ и кај ВМРО, ДПМН. И требаше тој процес да продолжи на усогласување, евентуално да се дополнат. И практично СДСМ ги блокира тие заклучоци. Ако прифатеа, а што ние баравме? Баравме во самата преговорачка рамка или во заклучоците на Советот да стои дека македонскиот јазик ќе биде официјален службен јазик после приемот на Република Македонија во Европска унија. Што дали е тоа спорно, бидејќи за сите држави таква определба има. Натаму, баравме билатералните историски образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија да не бидат дел од преговорачката рамка. Тие се две крупни работи кои што баравме за нив да се отвори расправа, да има резерва нашата држава кон тие прашања. Меѓутоа тоа не се прифати и сега нема право никој да обвинува било кој. Тој процес пред да се даде поддршка на францускиот предлог, мораше да се одвива јавно и ако треба да разговараме подолго време, да се разговара, опозицијата мора да биде вклучена во тие процеси. Затоа што, ако гледате историски, и ВМРО ДПМН била постојано вклучена во сите процеси, значи околу НАТО. Затоа што јас не сакам ВМРО ДПМН да го бранам, сакам објективно да ги пресетирам работите. Дали 2008 година Македонија не ги исполни сите услови за влез во НАТО? Дали беше блокирана Македонија? Беше блокирана.
Така да не сакам нити СДСМ, ни председател на владата Ковачевски, нити Ахметија да имат монопол на тој процес за евроинтеграција. Тој процес евроинтеграција, тој процес треба да се движи, треба широка поддршка и сите отворени прашања да ги решаваме заедно. А уставот, околу промените на уставот, таа теза јас ја презентирав повеќе пати. Ако мислат партиите кои што сакат без реципроцитет со Бугарија, без да ги постават тој прашања, без да барат Бугарија да го признае македонскиот народ како посебен народ, нашиот јазик македонски како автентичен македонски јазик, без да барат во Бугарија да се признаат правата на малцинствата, преку отварање, не знам, на едно здружение на македонците да дозволат, без било каков реципроцитет, а сакат да направат таква отстапка, не размислуваат дали бугарите биле конститутивен елемент во формирањето и изградбата на македонската држава. Или Бугарија, како држава, го негира тој процес, не признава. Сега, тие се прашања кои треба да ги отвора државниот врв, не се отварат. И сега, дали ќе биде решение ако се одиде превременни избори? Да. Ако партиите излезат со јасна платформа, дека меѓу другото ќе го променат уставот и ако добијат поддршка, независно која партија како ќе се престрои, ако добијат тие поддршка мнозинство, тогаш мислам дека сосема е оправдано и логично сите партии што ќе изгубат изборите или нема да бидат од власта, јас сум сигурен дека сите ќе поддржат тоа што ќе го предложат владеешките партии. Тоа би било фер. Граѓаните се определиле за партијата што предлага уставни промени. И тоа, ако го поддржат, наречеме тој концепт, тогаш нема тие што ќе бидат во опозиција, не можат да бидат незадоволни да го опонираат. Добро, ама кај не се случуваат работите преку ноќ, па еве и затоа и ова изјава на Мицковски вели никој нема добиено мандат за да го менува уставот и до некаден држи. Треба ли да стравуваме од ново вето од Бугарија после случувањата во Охрид? Еве јас одговорно тврдам, еве нека ќе биде тоа регистрирано. Ако ние се сложиме да го смениме уставот, со тоа што ја немам никакви проблеми Бугарија да бидат од уставот, апсолутно нема. Но рековме на реципрочна основа. Тогаш кога ние ќе прифатиме уставни промени, наредниот ден ќе имаме ново барање со закана за вето и тоа ќе го практикуваат нон-стоп. Се дури не се релаксираат носите, се додека Бугарија не прифати дека ние сме посебен народ, дека зборуваме на наш автентичен македонски јазик, дека тој е различен од бугарскиот народ, дека не сме еден народ со две држави, се дури тоа не го тргнат на страна, ние ќе имаме проблеми и ќе не блокираат. Дали е проблем парламентот, владата, председателот Радев да дадат изјава за да ги релаксират овие односи? Не, нека кажат дека... Ама Радев вчера кажува дека ќе ги активира сите европски механизми. Да, него активира клучниот механизам. Захариева еве го обвинува Пендаровски дека работи за Србија и за Русија и дека штити туги интереси на штета на Македонија. Значи тоа е во суштина проблемот. Проблемот е што Бугарија не сека да призна дека тука постои посебен автентичен македонски народ кој зборува автентичен македонски јазик, дека сосема различно од тоа што се бугарите, бугарскиот јазик. Тоа е суштината на проблем. Ако сакат историски пресврат, тие прашања треба да ги тргнат на страна, да признаат Македонија, македонскиот народ, јазикот наш, тогаш ќе се релаксират. Нема да имаме тензии. Значи, тоа ќе биде одлука со историски димензии, во позитивна насока ќе се развијат многу добри односи помеѓу Македонија и Бугарија. Се дури има негација, навреди, условувања околу процесот за евроинтеграција, тогаш мислам дека узалудно ќе биде што и да направиме. Но сакам да кажам, значи политика на коленичење, дипломатија на коленичење не дава резултати. Како ја оценувате посетата на Османи во Бугарија, бидејќи на широко се зборуваше и на социјалните мрежи, значи луѓето коментираат, народот е револтиран затоа што се вели дека Османи има некоја туѓа агенда, брани некоја туѓа агенда и токму тоа што вие сега го напоменувате. Имаме политика на коленичење. Зошто? Се плашиме од некого? Требаше да чекаме Пендаровски да излезе да каже дека треба одредени бугарски политичари да се прогласат за персона нон грата и тоа кога Джамбаски ни влегува на сред држава и ни пропагира. Пендаровски не е работа на владата. Многу погрешно ги добиват голема димензија гласност.
Службите работат во државата. Соработуваат со странски служби и така натаму. Тој што работи тука против интересите на државата, многу, да речеме, во една тишина треба се преземат мерки. Ќе се забрани лесно, нека викам. Ама ние треба да имаме за тоа длабоко образложение. Нашето министерство треба за сите овие настани. Мислите на Министерството за внатрешни? Министерството за внатрешни работи, да. Агенција за национална безбедност пред се, Агенција за безбедносните службите. Министерството за надворешни работи треба сите овие настани што се случуваат во Македонија, за сите овие настани да информира Советот на Европа, Советот на Европска унија, Европската унија, членките, сите институции каде што членува Македонија треба да информира навремено, а не да се бранем. Ние треба, бидејќи провокациите доаѓаат од Бугарија, од носители на не се тие маргинални личности. Пратеник во Европскиот парламент, председател на партија кој што има голем број на пратеници во Бугарскиот парламент. Како можеме да тврдиме? Ние како партија бараме да ги прогласат персона нон грата, 10 на 15 дена, секој ден баравме тоа. Сега добро е што тоа председателот го кажа. Меѓутоа, не треба да се дига таа на висока, да речеме, на високо ниво, треба службите да работат и да преземат мерки. Иначе има кружат разни информации, дека се подготвувале вакви групи, такви групи од Бугарија вооружени да упаднат во Македонија, да направат тука хаос. Тоа да го ставиме во сферата на најави, на разузнавачки спекулации, но главно е дека државата мора да си води сметка. Не прифаќам изјава на министер за надворешни работи, за него да е битно што ќе каже оштетени на тепанието, условно кажано, не му било битно што ќе кажат институциите. Во собствената држава да ги негираш институциите што работат МВР, обвинителство, судот, на расчистување на колку ни беше мудра таквата политика и таквите изјави, еве да речеме Османи, пак се повикувам на изјавите пренесени во медиумите, вели не ми е битно што ќе кажи истрагата, туку мајката и оштетениот. Тоа апсолутно не ги штити институциите, значи не ја штити реалноста. Кој е тој што бил вклучен во наркобизнесот, обвинет за поседување на кокаин, кој што имал должички односи со групата која, да речеме, каде што имавме тепачка, и на која јас насилството навистина го судам и апелирам до сите граѓани да не учествуваат во такви, да речеме, да не наседнуваат на такви провокации, бидејќи може да биде тоа смислено, за да имаме такви дополнителни случаи и да бидеме презентирана пред светот, пред Европската унија, пред стратешките партнери, САД, посебно дека ние не ги почитуваме правата на малцинствата, сме против Бугарија, против бугарите. Треба да водиме сметка. Нека се води дискусија, полемика во јавноста, со аргументи, никако насилство. Таквите тези што ги презентираше господинот Бујар Османи се неприфатливи, непродуктивни и се на штета на нашите национални интереси како држава, затоа што тоа кажува дека ние затоа зборуваме, тоа е политика на коленичење, на да речеме се ставаме во подредена положба во однос на Бугарија. Да, таа има право на вето, таа е членка на Европска унија, но ние со силата на аргументите мораме да бараме дека ние ќе ги исполниме сите копенхашки критериуми за влез на Македонија во Европската унија. Ние на тоа треба да се држиме, на тие критериуми, на европски стандарди, на имплементација на европските вредности. Инаку, ако влеземе во ова кавга непродуктивна со Бугарија, мислам дека ќе биде на штета. Мораме нашите партнери да ги убедиме дека ние сме држава со реформи, со демократски институции, дека ги исполнуваме сите критериуми што се клучни за влез во Европската унија. Само на тој начин ќе се движиме напред. Да ја прашам, каква ни е безбедносната состојба во државата? Имате некој... Затоа што сте човек од тие служби, бевте таму и сепак ги пратите тие влијанија. Добро, сега ова што сите ние го пратиме врз на медиумите, јавноста, мислам дека сме стабилна држава. Можно е сега да се соочиме со одредени предизвици, врзано со прославата на денот на раѓањето на Гоце Делчев. Можно е да има некакви рефлексии на состојбето од Србија, Косово, кај нас, но генерално сме стабилна држава.
Колку што можеме да процениме, затоа што рефлексиите од војната во Украина, од инвазијата на Русија во Украина се чувства секаде и кај нас, на социјален, економски план, па и вкупно на безбедносен план. Значи мора да бидеме ние предпазливи, службите треба да работат со целокупните своји капацитети, че на тој начин се држи стабилноста, но сепак ние сме земја членка на НАТО, која што е голем гарант за територијалниот интегритет на нашата држава, но не и на внатрешната стабилност. Тоа има рефлексија позитивна врз внатрешната стабилност, но не е гаранција дека не можеме внатре, ако ги тераме вака неодговорно, внатрешните политики да имаме и заоструење на меѓуетничките односи. Инаку вака се сеќам на новинар од Чомовски. Тоа беше поодамна, кога имавме внатрешни проблеми. Вика, како оценувате состојбата? Викам, состојбата е добра, стабилна, се чека да пукне и после 2 сата пукна една бомба поставена во полициска станица во Бит Пазар. Така да, навистина на Балканот нема експерт што може да ги предвиди случувањата што може да се случи. Преку ноќ се менуваат и околностите и состојбите. Ја очекуваме преку ноќ да ни се смени власта. Вие сте дел од власта и сега ќе се земам за право едно така малку неблагодарен коментар. Вели народот за Павле Трајанов. Каде е власта, таму е Трајанов. Вие сте сега со Ковачевски. Тие доаѓаат. Замерувате и велите дека системот не функционира. Му го кажувате тоа, му ги кажувате конкретните замерки. Ве слушаат ли вас помалите партии или сте само декор од власта? Па мислам дека влијанието, поносењето на луѓето апсолутно небитно, нити некој не слуша. Мене ми е битно, клучно да создавам... Сакате да кажете дека не ве слушаат? Не. Сакам да отварам теми кои се врзани за менување состојбите во позитивна насока. Добро е што голем број на прашања ги отвараме, ние имаме принципиелен став за секој прашање како партија. Апсолутно не ни е битно дали тоа се судрира со ставовите на СДСМ, на ДУИ, на друга политичка партија. И не сме оптеретени ние да бидеме партија која што е дел од власта. Проблемот може поинако да го поставиме, ние каде што одиме, веројатно носиме многу гласови, па сега тие партии добијат повеќе. Но ќе прекинеме таа пракса, да бидеме дел од некаква поширока коалиција, само бараме една работа. Да се донесе законот за една изборна единица. Да можат граѓаните... Ете, опозицијата велики ве поддржи. Опозицијата не поддржува, вербално СДСМ не поддржува. Тие постојано една партија сега ДУИ вика против. Ама ДУИ ќе бара една изборна единица, ако оди само на изборите. Ако направи фронт, каде што го заговарат СДСМ со сите албански партии додат на избори, тогаш ќе им треба повеќе изборни единици да можат секаде да постават од лидерите да биде носител на некој изборна единица. Инаку, за демонтажа на овој систем, еднопартиски начин на владење, само Македонија да биде една изборна единица и системските предности кои што се во изборниот законник, каде што 4 партии имат системска предност, тие треба да се остарат. Промените во законот треба да бидат во насока секоја политичка партија да има исти услови за политички надпревар и исти стартни, да речеме, основи за политички надпревар. Тоа за сега не е обезбедено. Так. По тој аспект ние не можеме да зборуваме дека се демократска држава, бидејќи преку изборниот процес еден од клучните елементи е за тоа да те проглас дали си демократска држава или не, како и некој начин, со кои правила, изборни правила се доаѓа на власт. На што ви личи ова што го прават СДСМ ДУИ на теренот? ДУИ вела дека тоа е тој Европски фронт, меѓутоа не наликува на некоја подготовка за предизборие? И што во таков случај? Бидејќи состојбите не се до крај јасни, СДСМ беше во сериозна кампања, таа е привршија, сега ДУИ влегува, тоа значи дека имат резервна варијанта, тоа е да се оде на избори. И треба ние сите политички партии се подготвуваме за избори, бидејќи не знаеме кога ќе се одлучи дека треба да се. Ако ова, да речеме, рекомпонирање на влада тако заглави и ако се случи пресврат, алијансата да не влезе, веќе алтернатива навредена од тоа што притиска да ослободи место, ако огнената група да се прошири, ако помалите партии исто така изградат став
да се оди на предвремени избори, тоа може и да се случи. Не е исклучено таа можност, но многу е мала можноста за предвремени парламентарни избори, бидејќи претпоставам дека ќе има мнозинство од најмалку 61 пратеник што ќе блокират можни предвремени парламентарни избори. Тие 61 глас ќе бидат со уценување, со притисоци? Па таа тема ја отвараме во јавноста, ја отворивме нова средба со председателот на владата и скоро сите партии кажа, тука имавме единствен став дека уцени, притисоци за уставните промени, тоа не сме да се случи. Секој нека се преземе одговорноста како и на кој начин ќе ги подржи тие процеси или нема да ги подржи. Но со уцени, бидејќи преспанскиот договор помена со силни уцени, со отстапки, со корупција, тоа не треба веќе да се случува во нашата држава и затоа мислам дека има во основа начален, барам јавно искажан став дека притисоци нема да има. Да покажеме дека сме созреани за европскиот пат. Да. Благодарам. Беше ова лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Ви благодарам уште еднаш за учеството и до некое следно наше видување да се надеваме дека работите ќе тргнат во позитивна насока. Благодарам многу што има можност денеска да разговараме на овие исклучително битни и важни теми за граѓаните. Благодарам вам, почитувани, ви благодарам за вниманието, пријатно и секое добро.